Правниот факултет при УГД е домаќин на третата меѓународна научна конференција под наслов Обштествените промени во глобалниот свет. Конференцијата, на која учествуваат представници од повеќе балкански и европски универзитети, има за цел да даде свој придонес во развојот на обштествената мисла во државата и во општеството, за тоа што значи правна регулатива и формирањето на граѓанското општество врз основа на правото, истакна меѓу другото ректорот на УГД професор доктор Блажо Боев. Има и други конференции кои се организираат во рамките на универзитет на другите единици. Тоа се скоро сите единици организираат овакви средби научни. Тоа е една од активности кои факултетите треба да ја прават и тие во редовна постапка ја прават, бидејќи имаме восстановено зборници на трудови на сите факултети, тие треба да објавуваат, треба да се публицираат, треба да работат во научни истражувања. Значи не е единствено само наставата, мора да има и други активности кои се составени дел на универзитетот, како што е истражувањата, меѓународна соработка во секој случај и придонесува во општествената заедница. Професор Анастасија Петкухова од Русија говореше на тема информатичкото општество и медиумите во Русија. Базируется на измененијах социјални. Значи има неколку етапи кои што се однесуваат на 70-тите, 90-тите и на новиот период. Самата конференција во себе опфаќа неколку секции, рече деканот на правниот факултет, а во тој контекст тој одговори на прашањето за влијанието на бегалската криза во овој момент. Она што е безбедносен предизвик, гледаме дека го има во неколку региони, вклучувајќи го и нашиот. Повторно се разгледува интердисциплинарно. Не можам да кажам дека ние сме оние кои што ќе предвидуваат одредени ситуации. Обштествените науки се обидуваат да направат некакви прогнози за збиднувањата и секако да дадат препораки до креаторите на политиките. Тоа е и целта на анализата што е направена, бидејќи е анализиран целиот процес на реформирање на законодавството во врска со помилувањето, измените кои што се направени до сега, вклучувајќи ја измената од 2016 година, па така се во заклучоците се дадени некои видувања како треба, во која насока треба да се движат тие измени. Би требало да се стави крај на можностите да се злоупотреби таквиот институт.